Во 2015 година излезе нов проширен дополнет правопис на македонскиот јазик. Во 2017 беше второто издание. Потоа ние авторите кои што се цели 48 има и за транскрипција од странски јазици, нели? И редакцијата и го отстапивме правописот на владата за да го стави онлайн и да биде достапен за сите и нели бесплатно да се користи. Но веќе неколку месеци таа страница не функционира. Сега е оваа дискрепанца, да ја кажам, ќе се носи закон за заштита, а вие немате правопис. Значи, исцрпено е печатеното издание, никој не го постави тоа прашање да се објави трето издание на правописот и исто така и онлайн го нема во електронско издание. Да, го нема во електронско. Пред неколку акредитации македонскиот јазик го имаше на во сите студиски програми што беа на така наречените наставнички факултети. Колку што знам, во подготовката на овој закон се зборуваше за такво нешто, но исто така колку што знам, на крајот се дојде до технички проблем, а тоа е дека не може со овој закон да регулирате материја од делот на високото образование. Исто така колку што знам, ова се е, нели, така. Универзитетот Свети Кирил и Методи во основа има волја да врати да го врати овој предмет, да речам, во другите студиски програми. Поаѓајќи од тоа дека се нужни промени, се разбира дека промените мора да ги зафатат и основното образование, а најмногу средното образование. Бидејќи гледаме дека во основното образование веќе има некои нови современи програми кои што треба да започнат или од идната учебна година, средното образование се уште нема никаква промена наназад со години. Учебниците се мислам веќе застарени. Меѓутоа, јас колку што сум информирана, мислам дека наставните програми ќе се менуваат, да. Но еве да бидеме оптимисти дека ќе биде тоа во што пократок можен рок, бидејќи времето на вистина не гази.